Уште во раните утрински часови тргнавме на лов на дива свиња на теренот во ловното друштво Сурда. Најпрво треба да пристигнеме во населеното место Градско, каде ќе се сретнеме со организаторот кој го организира денешниот лов. Потоа ќе поминеме низ селото Долно Чичево, каде треба да се префрлиме во теренското возило и каде ќе ни се придружи уште една група на ловџии. Заедно ќе продолжиме преку селото Подлес до Поповдол, каде треба и да ловиме. Ловечката група за денешниот лов ќе брои 12 членови, а исто толку ќе има и ловечки кучиња. На теренот за лов пристигнавме малку порано и се уште беше темно, додека сонцето страмежливо со понекој светл зрак го најавуваше утрото. Даме цело време. Никој пат не сме ловели. Оле, зборуј. А зошто не ви вака да потерам си идеме нагоре да потерам? Не, така не се. Една стака. Не, се одеме. Така го тераме пором така. Пором, само излезе да више. Тие се рекли да бране само до след човек, така покажа. Да вика. Кај отепа свињата ти? Свињата кај отепа на радио Долчи? Прасто кај го отепа? Од тука да фанат вака и да дојдат према нас. Ама не, тоа проблем еден ќе се симне од оздолу, пал до згоре ќе се симне. Само тоа не може да го изпомине. Тука не се мине тоа. Знае кога. Самец далеко. А од тука, ама да остане на вака од кајсарни. Не, таму срна лежи и самец. И самец, иначе група Овдека? Да. Група не. Знаеш какви Море ја го знам да Ти не се мине, ти знаеш што? Ако поминиш, ванци ние некње. Ато не може да погоди. Па немаме ништо бе. Има се Ти знаеш што таму? Поспректа да пушката вака. Абе некње подспрека се ванци минеме. Ти знаеш колку е густо? Немаш представа. Ени злако да ми. Тогаш треба да има тука со чиповите да се качиме на манастир. Не ставиме чекачите. Това терачите. Многу е лошо тоа, знаеш како ќе. Ти ши дупка оставаш многу голема. Не, чекај може се. знаеш што? Може тргни подолу разино долчи да испадне. Така ли знаеш? Ама ти од тука напињаш. Ти од тука да А ако тргне нагоре на Кечевска ниво, па ништо нема да. едниот погоре, едниот подоле, а другиот да Ако биде на. пишано ќе навика Кај ќе дана го- знае. кај ќе го- Чекајќи го утрото, организаторот на групата заедно со сите членови разменувавме мислења и сугестии околу планирањето на денешниот лов. Терана од тука на манастир. Тоа е која беше тоа 2009 година? А во два испадна мената. Тука ја и бажи имаме. И ти беше Ама карпите. тоа идеш од таму. Карпите поле. Лежат. Знам тоа што сте оделе заедно ви. Кој сте го- Тоа раното беше. Рано. Ја ти копиме. Тоа ќе бе со вас. Кај планирате да види видите? да се пикне спеки паре. Кај ќе ловиме, кажете? Не знам кај сакате. Да видите. Баже ќе ги оставиме, ако има тука да ги оставиме. Ами не можеме од тука да одиме. Не. А ви пат се качуите горе. За кратко време се договоривме за текот на ловот и тргнавме кон позициите каде треба да се поделиме на терачи и чекачи. Теренот по кој се движевне со теренските возила беше доста тежок за движење, но на крај успешно стигнавме на договореното место. Не, он е стабилен.
Што ја ќе баци со... Напаѓа се, нека си извине. Тука се поделивме на терачи и чекачи. Многу ќе повида га. 300 динари, хубаво. Ovde Rijena. Терачите ги врзаа загарите за дрвјата и останаа на оваа позиција, чекајќи организаторот на ловот да даде зелено светло за почеток на ловот. Додека, ние како чекачи, повторно влеговме во возилата и продолживме кон позициите каде треба да бидеме распоредени за отстрел на конкретниот дивеч, односно за отстрел на дивата свиња. По патот проверувавме дали има некои траги од дива свиња како би го лоцирале нивното можно присуство. Одејќи кон позицијата за чекање, најдов на голем број на траги од дива свиња, за што ги известив и останатите членови од групата.
Терачите ги пуштија загарите и тргнаа да го покренат дивечот. Во претходната емисија спомнавме за шипката и за трнинката, а во оваа емисија ќе кажеме нешто и за дивото нане, кој на овој простор го има во големи количини. Нане. Нането, познато уште како мента, е вид на цветно растение кое расте во услови на континентална клима. Во наши услови е распространето по високите планински предели и ливади. Во исто време, нането е еден од традиционалните лековити билки и намирник кој буквално е присутен во секое домаќинство. Една од најпознатите лековити билки од нашето поднебје е нането. Без оглед на тоа што е коров, потполно е сигурно за употреба и е многу добро средство за смирување на различни здравствени тегоби, а покрај тоа има и пријатен вкус. Кај нас во природата се сретнуваат голем број различни видови мента и сите се употребуваат како лековити растенија. Нането е една од најпопуларните билки, позната уште од антички времења, поради специфичната арома и лековитите својства. Кога ќе се изеде, билката создава освежувачко чувство на сетилото за вкус, непцата и грлото, како и врзностната празнина кога ќе се вдиши мирисот. Нането, освен како лекови чај, се користи и како зачин за различни јадења, посебно за јадења со месо и месо од дивеч. По само 20 на минути успеав да забележам дива свиња и да стрелам во истата, но не бев сигурен за погодокот, бидејќи истата се изгуби во густата шума. Се слушаа и неколку истрели подалеку во шумата, можеби во истата свиња или пак по поголема група. Има ти срам бе? Кој покажи? Ти? Ја покажам.
Овој пат останавме со празни раце. Острелавне само една лисица. Терачите завршија со терење и ги довикуваа загарите, бидејќи следеше мала закуска, како би се обновила енергијата во нас, бидејќи ни престои уште едно прераспоредување на друг терен. Дај се ми биш, или го миглали. Томче Спорт од Кочани е застапник на врвните светски брендови Aimpoint, Duplex, Zuber, Norica, Hafke, Silma. Располага и со голем асортиман на ловни пушки и карабини од марката Benelli, Frenchi, Beretta, Sabati, Baikal, Iže, Чешка зброевка, Browning и други марки на оружје од познатите светски производители. Исто така располага со голем број на модели од програмата на Aimpoint, Micro H1, H2, S1 и многу други Red Dot нишани. Ловечка муниција од голем број на врвни производители, Duplex, Zuber и многу други познати брендови. Продавницата е снабдена со комплетна ловечка опрема, како ранци, елеци, одела за лов Deer Hunter, голем избор на чизми од марката Lemigo со заштита од студ и до минус 50 степени Целзиусови, како и друга ловна опрема. Во продавницата на Томче Спорт може да одберете трски од познати брендови, како и друга риболовна опрема која ви е потребна. Меѓу другото, во продавницата може да купите и производи од познатиот светски бренд Штил. Повелете и посетете не за да се уверите во квалитетот и пристапните цени. Томче Спорт. По полчасовен одмор, повторно влеговне во возилата и тргнавме кон нова локација каде треба да ловиме. Па ја чекам да можат да пукат карабини, бабка. Ама ти знаеш што е? Тоа е лификста да ги има ваше, после Ама знаеш колко ми даде? За 10 метра излезе да дапчи, не ме гледа. Оте ми прли на Излезе, дига глава, не ме гледа, ја десна дес. Оп се врати назад. се джипи на Па помири се, ама не ме гледа. Повторно се поделивме на две групи, на терачи и чекачи, бидејќи само така може да очекуваме резултат од ловот.
денот сепак дете го расипува тоа. Тука наидовме на траги и места риени од дива свиња. Се слушаа и неколку истрели додека загарите го тераат дивечот. Еден од колегите ловци успеа да погоди див вепер, но и покрај што истиот паднал, за кратко станал и се изгубил во шумата. На местото на падот на веперот остана само локва крв. Они да го цепале. Ја сварихме со нашиот човек, се што го даде брат назад. И на водотеците, и сите се издави внатре. Ајде црвен. Вредеш од кешава од другата страна тука. Го пукнав еднаш ништо. Истрчав после надолу, таа седи оде се спушташ и таму го запукав. И влезе овдека, му викам на Блаже, а Блаже стоеше овдека. Сякаш се камењата, му се јавувам телефонски, викам оди од другата страна, еди дали има крв, викам и оди потрагате. На крвот да легне тука. Така завртил, легнал тука. Одма, погода. И покрај пообемната потера по трагите од крв, веперот не успеавме да го најдеме. Можеби некои други ловци ќе се закитат со трофејот, но дефинитивно денес немаме ловечка среќа. Абе биде, ако сватнало таму, ја пука да вас раѓа тебе. Ја пука Сома и колбана вас. Нема вамо од теб. Од тука тебе. Ама за гарката тераш и прекина. Моля му се пика. Алиса! Как е таа случка? Пана, па веќе вишка да кој ма излаз? Кој? Да вој црвени. На крајот се собравме сите кај возилата, ги прибравме загарите од теренот и тргнавме кон своите домови, без улов, но полни со адреналин и надишан чист воздух. Сапката ван ќе ја пушти. Кај е коромата? Ја го Ички има дајма, ма, ма.
Често се тука да не било тоа творче. Дате ли ти напиша? Не, дали не го Дате ли го? Поминавме низ селото Подлес, кој се наоѓа на само 7 километри од селото Долно Чичево или 14 километри од населеното место Грацко. Селото Подлес има стотина куќи, од кои голем дел се камени и оставени на завод на времето. Но поради неразвиената патна и комунална инфраструктура, скоро сите жители се иселиле од ова село. Останати се само околу 10 жители кои престојуваат тука преку целата година. Денес се враќаме без улов, со надеж дека следниот пат ќе ни се насмевне среќата. Со добар поглед.